Новиот државен јавен обвинител Ненад Савески денеска даде свечена изјава во собранието, при што истакна дека во неговата работа нема да прави приоритети меѓу предметите, туку сите ќе имаат еднаков третман. Тој нагласи дека ќе постапува исклучиво во согласно со законите и меѓународните стандарди, воден од принципите на професионалност и одговорност. Одговарајќи на новинарско прашање за тоа што опозицијата на вчерашната собраниска седница не го поддржала неговиот избор, Савески посочи дека политиките на политичките партии не се во негов интерес и дека неговата работа нема да биде под нивно влијание. Како што изјави, очекувал поширока поддршка од пратениците, но нагласи дека секој изнесен став во расправата го смета за значаен. Додаде дека не чувствува политички притисок и дека политиката никогаш не била дел од неговиот професионален интерес, ниту ќе биде во иднина. Според него, одговорноста на функцијата произлегува од законските обврски без разлика на бројот на гласови при изборот. Савески истакна дека јавноста, вклучително и политичката, има право да ги коментира постапките на јавните обвинители, но нагласи дека тие работењето го водат исклучиво од законите и меѓународните стандарди. Тој изрази уверување во професионалноста на обвинителскиот тим и очекување дека заедно ќе одговорат на очекувањата на граѓаните. Предлог законот за заштита од пушење во вторник ќе биде разгледан на седница на владата, пошто ќе биде проследен во собранието, информираше министерот за здравство Азир Алиу. Тој оцени дека целиот процес на неговото процесирање може да трае околу 1 до 1,5 месец. Алиу нагласи дека досега не постојат отворени прашања поврзани со законот, бидејќи, како што рече, биле одржани повеќе состаноци со сите заинтересирани страни. При тоа биле разгледани забелешките од различни аспекти: научен, економски, инфраструктурен, социјален и здравствен. Според него сите дилеми се надминати. Тој посочи дека законот има за цел да воспостави јасни правила за заштита од пушење, при што се прави разлика меѓу простори во кои е дозволено и оние во кои не е дозволено пушењето. Во таа насока, како што појасни, е направена научна анализа за условите под кои одреден простор може да се третира како простор за пушење. Министерот истакна дека според експертските анализи, терасите со најмалку 2 отворени страни може да се користат како простори за пушење. Дополнително во законот е предвидено и покривот да се смета како една од отворените страни, со цел да се овозможи подобра циркулација на воздухот. Алиу наведе дека во Скопје има над 7.000 угостителски објекти со тераси, при што многу од нив немаат можност да исполнат услови со 3 отворени страни, па затоа се предвидуваат пофлексибилни решенија. Како значајна обврска за угостителите, тој ја истакна потребата од одвоен влез во деловите каде што се пуши, со цел да се заштитат непушачите. Според него, основната цел на законските измени е да се создадат услови за заштита на здравието на граѓаните. Министерот изрази очекување дека со имплементацијата на законот земјата ќе биде запознаена по подобрени здравствени политики со долгорочна цел за значително намалување на бројот на пушачите во државава. На седницата на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква Охридска архиепископија, одржана на 19 март 2026 година, епископот Велички господин Никола е избран за нов митрополит австралиско-новозеландски. Новоизбраниот митрополит Никола е роден во 1974 година во Скопје. Образованието го стекнал на филолошкиот факултет Блаже Конески при Универзитетот Свети Кирил и Методи, каде дипломирал на катедрата за општа и компаративна книжевност. Дополнително се усовршувал со 2-годишен студиски престој на Карловиот универзитет во Прага, на катедрата по византологија, со фокус на средновековна литература. Во монашкиот чин е замонашен во манастирот Свето Преображение во Зрзе во 1998 година. Истата година е ракоположен во ѓаконски чин, веќе следната година и во свештенички чин. Во 2006 година е ракопроизведен во игумен и поставен за старешина на манастирот Свети Никола во Мариово, каде активно работи на негова ревитализација, обновување на богослужбениот живот и развој на манастирската заедница. Во 2008 го одбранил магистерскиот труд на Богословскиот факултет во Софија на тема поврзана со придонесот на руското духовништво во црковниот живот во Македонија во 20 век, а е докторант на истиот.
Премиерот Христијан Мицкоски информираше дека денеска присуствувал на самитот на Европската народна партија, каде заедно со истакнати европски лидери и представници се дискутирале клучни прашања поврзани со иднината на европскиот континент. Како што наведе Мицкоски, учеството на вакви форуми представува значајна можност за размена на идеи, искуства и визии меѓу политичките лидери од различни земји. Тој посочи дека атмосферата на самитот била исполнета со конструктивна соработка, заедничка посветеност и силен фокус на европските вредности. Според него, ваквите средби не само што овозможуваат продлабочување на постојните партнерства, туку и придонесуваат за создавање нови можности за соработка на билатерално и мултилатерално ниво. Дополнително Мицкоски истакна дека учеството на Македонија во вакви европски политички процеси е важно за заекнување на незината позиција и видливост во поширокиот европски контекст. Тој оцени дека самитот представувал добра платформа за размена на ставови за актуелните предизвици со кои се соочува Европа, како и за дефинирање на заеднички приоритети во периодот што следува. Поедно изрази уверување дека преку континуирана комуникација и соработка меѓу европските партнери може да се придонесе кон постабилна, посилна и пообедината Европа. Мицкоски нагласи дека ваквите меѓународни средби се од особено значење и за афирмација на државата на европската политичка сцена и за унапредување на диалогот со европските институции и политички семејства. Хрватска ќе продолжи да ја поддржува Македонија на незиниот пат кон членството во Европската Унија, порача хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ по синоќешната средба со премиерот Христијан Мицкоски во Брисел. Тој истакна дека верува од земјата заслужува јасна европска перспектива. Пленковиќ преку објава на социјалната мрежа X информираше дека со Мицкоски разговарале за повеќе актуелни прашања, меѓу кои политичките предизвици и енергетската безбедност во југоисточна Европа, како и мерките што ги преземаат двете влади за справување со растот на цените на енергенсите. Како што наведе, средбата представувала можност за размена на мислења и за продлабочување на соработката меѓу двете земји. Тој додаде дека Хрватска останува посветена на поддршката на европскиот интегративен процес на Македонија. Премиерот Мицкоски информираше за средбата преку неговите социјални мрежи, при што посочи дека разговорите биле насочени кон актуелните предизвици во Европа и европската перспектива на земјава. Средбата се одржа во Брисел, каде двајцата премиери учествуваат на настани по повод 50 годишнината од формирањето на Европската народна партија. Во чии рамки се одржува и самитот на лидери. Во Брисел предстојува и делегација предводена од премиерот Мицкоски, која ќе учествува на Конгресот на Европската партија, на кој се поканети високи европски функционери, меѓу кои председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен и председателката на Европскиот парламент Роберта Мецола. Американскиот председател Доналд Трамп размислува за испраќање дополнителни илјадници војници на Блискиот Исток како дел од опциите за проширување на американските операции против Иран, јавува Reuters, повикувајќи се на информирани извори. Според информациите, меѓу разгледуваните мерки е и обезбедување безбеден премин на танкерите низ Ормускиот теснец, што би се реализирало со ангажман на поморските и воздушните сили. Дополнително се анализираат и сценарија за евентуално распоредување копнени трупи на иранскиот остров Карк, од каде што се извезуваат околу 90% од иранската нафта. Претходно американските сили извршиле напади врз војни објекти на островот без да биде погодена енергетската инфраструктура. Функционер од Белата куќа изјавил дека таквата операција би била високоризична, имајќи предвид дека Иран располага со капацитети за напади со проектили и дронови. Во текот на досегашните судири, според извештаите, загинале 13 американски војници, додека околу 200 се ранети, најголемиот дел со полесни повреди. Ескалацијата дополнително се засили по нападот на Израел врз гасното поле Јужен Парс, пошто следуваа одговори од иранската страна со напади врз енергетски објект во Катар, Кувајт, Саудиска Арабија и Обединетите арапски емирати. Разбојот на настаните придонесе за значителен раст на цената на нафтата, која достигна $119 за барел, пред да се стабилизира на нивото над $114. Паралелно со тоа, цената на природниот газ во Европа бележи раст од околу 30% во текот на денот, што представува најголем дневен скок од крајот на 2022.
Иран бара одштета од Обединетите Арапски Емирати, кои ги обвинува дека овозможиле американски напади врз иранска територија. Се вели во писмото до генералниот секретар на Обединетите нации од иранскиот амбасадор во меѓународната организација. Техеран изјави дека според меѓународното право Обединетите Арапски Емирати имаат одговорност да обезбедат одштета, вклучително и одштета за сите предизвикани материјални и морални штети. Во меѓувреме Иран продолжи да напаѓа цели во земјите од Персискиот залив. Иранските напади во близина на урбаните области во земјите од Персискиот залив се резултат на преместувањето на американските сили од воените бази во хотелите по градовите, изјави министерот за надворешни работи Абас Аракчи. Аракчи призна дека земјите во регионот биле вознемирени и дека нивните луѓе страдале или биле вознемирени од иранските напади, но додаде дека вината за избувнувањето на војната е кај Соединетите Американски држави. Арапските држави од Персискиот залив се соочија со повеќе од 1000 ракетни напади со беспилотни летала врз американските дипломатски мисии и воени бази, како и врз нафтената инфраструктура, пристаништата, аеродромите, бродовите и стамбените згради. Според податоците од Министерството за одбрана на Обединетите Арапски Емирати, Иран испали вкупно 189 балистички ракети и 941 дрон, од кои огромното мнозинство биле пресретнати, но 71 дрон паднал на територијата на земјата.